Ги советувам сите кои што може да научи од моите грешки, ќе им ги сервирам на тацка за да научат, за да не ги повторат, нели, нормално истите грешки. Мислам дека добро, дај да пиеме кафе, дај да пиеме кафе. Знаеш, од сега сум те поштувал. Од сега. Да, од сега. Сега може да слушаш муабет, ема тоа се муабет. И јас прв брат сум ти на тебе. Јавете се 2 карти за Боби Дора и екипата. Куба Либре на Куба да пијам. За 7 души 5 дена у Куба. Како 7? И вие ако сакате да го гледате што дали ќе се дешава овој подкаст, удите subscribe на наш YouTube канал. Обавезно. И ќе видите све што треба да видите и да чуете. И што не треба. И што не треба. Ајде. Диди, добредошла на Шанк. Боле И надам да се дека нашла. убаво ќе си поминеш. Размислува како што кога да викну кад видеа нова песма. Значи не може никој боле да биде у моје студио и боле да се осеќа освен тебе. Фала на покана, баш ни е пријатно што дојдовме. Многу ти е супер студиото, енергијата ти е профи, значи бев уморна, за час ме дигна. Трудимо се наши гости да ги испоштуваме, ќе ти зборови на македонски, ама и на кумановски. Не, на кумановски разбирам те, живееш ја у Куманово. Така шика у Куманово, пола рода ми е тамо. Мада не ми е, ама да. Мачката ми е од Куманово, Кумановка. Па најбитно е, тоа е најбитно. Знае. Стварно, значи, многу ми е мерак што, еве, се врати баш на големи врата, со некоја пауза, не можам да кажам пауза, ама небитно е, затоа што ти никогаш не паузираш, 24/7 си, и многу е битно што даваш потик на луѓето дека треба да продолжат, затоа што мислат да го прават у животот без разлика на сите сопки. Искрено да ти кажам, мило ми е што ете така ме доживуваш и што го препознаваш тоа во мене, тоа е мојата основна цел. Јас сум била секогаш човек што викал дека никогаш не може да научи од тугите грешки, меѓутоа ги советувам сите кои што може да научи од моите грешки, ќе им ги сервирам на тацна за да научат, за да не ги повторат, нели, нормално истите грешки. Мислам дека грешките ги сваќаме дека се грешки или не многу подоцна. Или никогаш не ги сваќаме, да. Зависи. Ама зашто никогаш сум се трудил, па и да не разберам дека е грешка, па баш така требаше. Па да, абе види, секој е лошо за добро, да ја знаеш. Колку траеше снимањето на или да кажем На песната? Песната, да. Имаше, мислам дека озбилна екипа околу тоа све да се направи како што треба да се направи. И Куманов си беа Black Vipers, да ги поздравиме многу. Поздрав и од нас. Па снимавме 2 дена. 2 дена. Едниот ден беше турбо и дома со нив снимавме, па идевме у студио. Тоа беше леле, колку си споуморивме, значи леп немавме јадено тој ден. И после снимавме со Давид кој што дојдоа со моторите, со кросовите, Стенковец, второто снимање не беше, искрено ти кажам, убаво помина све. Се гледа, значи се гледа дека е направено профи, се гледа дека е направено добро, и се гледа дека е направено со душа. Затоа зашто знаеш има многу песми, спотови и што и да е, каде што нема душа. Значи тоа проаѓа, се губи, ама онака впивливо е уште од самиот старт. Знаеш како викам, јас секогаш барам дали е тоа пријателство, дали е тоа уметност, не знам, песна или било што. Јас сакам кога ќе се загребе да има нешто под тоа што ќе загребам, а не да е шуплјо. Така да секогаш стремам да има некоја порака, поента. Така. И да е од душа и стварно да е вистински искрено, а не да е што би рекле овие млади фейк. Фейк. Текстот е твој, така или? Да, нормално. Чив да биде текст. Нени сумња. Чив да биде текст. Ало, што ти на тебе? Да не нешто сум се смирил меѓу време, не. Значи, твојот успех не може да ти го оспорат, значи колку да се трудат затоа што се трудат, верувај. Значи, секогаш се трудат да ти оспори успех и не ти го признаваат. Ама мислам дека познавајќи тебе и гледајќи те, следејќи дека па и многу не ти значи кој што мисли. Па види да ти кажам сега, не, де факто дека не ми значи, така шо, така. Пошто никој на слава не викам од тие хејтерите, али поентава е нормално сега, нели правам музика за да бидам слушната, за да ме прифатат, не правам музика сега за да не ме сакаат, за да ме нема, на преглед идеш -2, -4. Мислам си, нормално колку што не ми е ни битно кој ме хејта и какво мислење има, толку ми е и битно да бидам, нели, знаеш што е тие мач со 2 оштрици. А и некад у некој момент знае да ме жигне бе некој хејт коментар и да се изнервирам ако сум нервозна од дома. До трето колено све. Не до аве и живо и од таде живо до све до трето колено го шибаш. Од директ, да, ама сега
спомна, не те многу допират хейтитовите, ама и се добри, знаеш? Ти даваат правиш дека си како добар. Не, да, нормално. Мада гледај сега, еве мене последниве 3 песни па 2 хейт коментара немам, значи дека не сум добра. Нешто не е во ред. Нешто не е во ред. Носи се, како да кажам, си омекнала. Многу нешто почна да ме поддржаваат луѓе. Браво, царице, този што... Одлично. Знаеш, по обичај те поддржаваат, а тоа е еден добар знак, те поддржаваат кога успеваш у животот. Затоа што кога тонеш, кога пропаѓаш, кога ти се дешаваат лоши работи, ако е беше, така треба. Да, вака правеше, така Да, правеше. ја у животот, знаеш колку едно 20 пати сум паднал и сум станал, и знам дека секое станување тие што вика нека цркне, царе кај си брате, од uvek сум имал добро мислење. Дај да пиеме за кафе, тебе. дај да пиеме кафе. uvek- Знаеш, од сега сум те поштовал. Од сега, Да, од сега. сега може да слушаш моабет, ема тоа се моабет. И јас прв брат сум ти на тебе. Второто паѓа му се јаваш и брат, извини, ама знаеш како луѓето зборат, не сакам тука. Така ли е? Никош не сум бегал од другарите и пиздариите што ги праве моите другари. И си ги поддржувам затоа што така намислиле и мислењето за човекот го правам исклучиво спрема тоа како човекот е спрема мене. Така е, така е. Знаеш, може ќе кажат, бе, Боби или Дијана се вакви. Со кој направиле тој со тој чеве, се запрашуваш и ти дека тој може заслужил да биде така. Така е, нормално. Тоа е во, види, знаеш како викам, јас и порано тоа поише го некако го пропагирав. Кој како со мене, така јас со нив. Дури ако некој направил нешто лошо со мене, гледав да им направам уште полошо, ама сега у последно време знаеш како, само не игнор. Значи кој ме матер, они ако се лоши нема да ме искалјаат мене, ме разбираш, сега пример. Ако е некој куртон, така. А дечко е сега пример ме изварал или нешто, јас нема да му дозволам он од мене да направи калаштура и да идам јас да се лупам на страна заради тоа Не што сум сум го разбирал повредена. само тоа, извини. Јас Да. све тоа пример го ставам на исто. Значи ако некој е лош спрема мене, ја нема да му дозволам да направи и од мене лош човек и да ме искалја. Ама да и овие што прават лоши работи, ни тоа не знаат како што треба да го направат, брат. Барем ако си педерче у душа, биди педериште до краја. Као беше када тонем со стилом. Да, а не се зебам се, ама тоа ти е. Стил моторката на засечење све половично прават. Знаеш што, тоа само тоа не сум можел да ги разберам кај девојките, кај жените, не е битно, не дека мажите не го прават тоа, ама кај девојките тоа поизразено. Он ја изврал нејзе и она ќе го извра со пола скопи или пола кумано. Што е тука фората? Тоа е во момент, еве сега ќе ти кажам, психолошки ќе ти навлезам. Женскиот мозок во тој момент размислува, сега ќе биде љубоморен, не знаеш што ќе му се деси, а он уствари ќе рече, знаев дека е курветина, све да јебам. Ете така. Ја пример тоа сум пробувала на некој начин да го така, да им вака објасниш. да им го објаснам. Мислам, мада и јас кога сум имала пример 16 години и ја бев повреден од еден и јас после го изварав и си реков, јас не сум ова, ја не ќе да правам вакви работи. така е. И си реков, не, тоа не е за мене, ме разбираш, ама секој некад го има тој момент, дали ќе го разбере или Ја тоа сакам да кажам, значи ти испаѓаш фактички му го потврдуваш тоа што го направил тој. Да, Второ, тачно. Цуро, она кој те сакал или ако му бил љубоморен на тебе, му било криво, нема те извара. Ти што му враќаш, значи, он што му отишол кај друга, тука нема љубов и он фактички не е љубоморен спрема тебе. Што ќе го извраш? Ти што ќе го повредиш? Не може он да е љубоморен, Ама машкото его ако проработи напред. Ме разбираш, може он да е љубоморен и да не сака никој друг да пристапи до мене, ама он сака да си го брцне сегде. Така да е, така. Па брат, Како беше она муабетот? во овој бунар нема да копаш пичкалите материна. Знаеш како беше она муабетот? Кога викаше, знаеш што бе Никола, чек пресече му мисла, воду да ти дадојте, тој ми збори изволте. Никола ме подсети воду да даду на гости. Фала Никола. Фала Никола. И јас имам еден Никола. Ете, Ај, си ме сликај таму Никола. Сликај тука и да видиш како е, Никола ме подсети. Остави без вода. Не, па ја у колено имам, мене не ми треба. Само без пари да не ме остави за без вода ќе наточиме. Ноќ збуди Ми друг. пејаците, ама ја и трет да сум исто ми се паѓа. Каква среќа имам, секогаш сум трет. Имаме ние за гостите што ги засмејуваме, повелете чек рекламата да ја скриеме, да не гледаат. Ви благодариме, да. Да, Кога ќе извадат кеш, тогаш може да ја. тогаш кога ќе прават мани и тогаш може да кажем нешто и за нив. Леле, ама се разврзавме. Нели, убав муабет направи. Да. И едно не ги сваќам девојките или жените, спрема мажот што го има дома,
се однесува некако гадно, се запушта на изгледот, не викам не, се случуваат болести, транзиции кај жените свакако. Сега, ама кога ќе фати дечко, толку ќе се улепша швалер, у кревет ќе даде све што треба, ќе се покаже. И сега швалерот е подобар. Па сестро, ти тоа да го направише за машти немаше да те остави или било што. Не сум имала швалер до сега, не сакам да имам швалер. Па, да, извини, да. Ама еве ќе ти кажам од вака од што една другарка што ми има кажа. Не. А знаеш за која другарка? Затоа ти се смее сега. Да. Узавиена форма да не се препозна. Знаеш како? Негде, веројатно ја не сум од тој фазон, ако мене, пример, маж или дечко ме разочара, еднаш друже, те шкрткам, те бришам и нема што да се варам. Немам бивши пријатели, бивши жени, бивши девојки, бившото со причина е бивши, нема потреба да се комуницира. Тука се завршува целата прича. Демек и он мене тука ме повреди, знаеш, тука малце, ама ќе се останам сега со него, знаеш, сигурица. Не, сигурица, ама ваму овој, како да ти кажам, знам дека е погрешно, ама Да, ама јас многу те сакам. Тие што се сакаат не се повредуваат. Да, ама сега не знам бе више тоа. Не знам кога ќе се мажам, ако најдам швалер ќе дојам пак во емисија ќе ти кажам. Мајче да ми кажеш. Ако се мажам, ако дое некој јунак, добро, ако не дое некој за ровање некој спартанец сигурно. Не мора спартанец да биде, малце да е само не да можам стикло да облечам. Аз стикло да облечам, мака малце да е. Така, да повисок. Да не бидеш там да. Ти знаеш кога му се жалела жената на мажот, вика, знаеш ли што мажу, јас не сакам више во нашиот брак да бидам втора виолина. Жено, имај среќа што си уште у оркестар. Да не напустиш куќу великог врата одма моментално. Нашата работа и не прави у милион ситуации да видиме све и свашта. Со тоа што сме решиле да се занимаваме и јас и покрај таа првата работа, примарна работа, секундарната им е попримарна од примарната, така да. Видуваме сви свашта и накратко би сакал нешто да кажеш за македонскиот јавен простор. Медиумски. Пошто има многу од оние. Значи, јас не сакам да си ги трушам зборовите за таквите лица. Енергијата? Да, и енергијата. Не сакам да им давам ниту реклама. Тие се на дното каде што си припаѓаат. Да. Вика кучињата што лајат, со причината лајат. Ти се позади тебе, не се пред тебе. Може само да ме каснат за газ. Или да ти се фатат за ланецот. Да. Пошто не секој шега, па ти си знаеш тешка чукела и добро дешо. Ја не се лутам. Тоа значи дека многу луѓе ме правели, сум попаметен од сите вас. Па мене за сега мислам дека ме правеле двајца, не знам, нека ја не знам да ти кажам право, има тука некоја симптоматична работа, па ше у Куманово сум живеел на кај Средорек надоле. Тоа е ромско мало и имам така симпатија спрема музика, спрема играње, спрема чочеци. Јас сум роден 81-а. Татко ми на времето бил полицаец и бил у Косово 80-та година. Сега тука нешто ми е симптоматично поштар од мајка ми учик работела на времето. Будала си живи, време си кршен. Поздрав до мама, поздрав до тебе. Јас се извинувам што морав да присуствувам на овие изјави каде и да ме гледате. Господи, јас се извинувам. И она се извинува што ми е мајка. Знаеш на колку пати си му извинувам, ој син ми да ви си извинувам. На Слави најчесто. На Слави што не смеам да ја викам мамо, што сум ружен. На небе. Го кажа бицот кај Стефан. Вика, мамо, ја ружен ли сум? Не ме викај мамо пред гости. Крвава. Кажи ми, што планираш за дање? Исто, ја. Кажува се. Свашта. Све планирам. Планирам да си ги остварам соновите, ја кај што сум испланирала да стигнам, одам се, кога ќе стигнам, да стигам. Како беше, имаше некој бизнис план, имам ја, ама сите ми се најмалце 5 години затвор. Имам ја бизнис идеја, знаеш како? На самата помисла четворица чекат на врата, Бобче. Колега, што направи? Знаеш што, ја
еве се поише се, еве се некои не знаат дека работам во полиција. Абе ја да знаев ќе ти звонев, Ќе ти бе, звонев, кој има проблем. Ај беше што не ме викна на подкаст порано. Знаеш што кога те да барам за подкаст, те чекам да почнеш да правиш подкаст да дојдам, да. Ме чекаше да ти излезам за да ме викнеш на подкаст. Да, те чек. Сега гледа. Тука имаме небитно која ситуација, морам да ти кажам една убава ситуација или не убава. Луѓето што ги викам на подкаст, почнувам муабетот и брат сега ме викаш ама дека сум популарен. Царе, има луѓе, ти си цело време си тука, присутна си јавно со све. Има луѓе што стварно стекна популарно за една година, не го негирам тоа, што не ме викна порано. Кога да те викнам порано ти една година како почнуваш? Значи еве сега сум ти дал почит, сум ти спочитувал да доеш. Без разлика, јас на сите подкасти да ме викнете секаде ќе отидам. Зашо? Затоа што ти си... Ја емисичка ќе ми доеш. Обавеза. Нагости дома. Си одвоила време за мене и сега да не ти спочитам. Тоа малце некултурна работа. Македонска работа, знаеш како во целава оваа македонштина барем 1% човечност да имаше малце подругачие ќе беше јас тоа цело време го викам. Ама не сме ние ни македончишта, ќе ти кажам од една проста причина, затоа што у многу други ситуации кога требаше се брани државата, ние не одбранивме државата. Ние и дале не ја одбрануваме државата. Јас можам да не навлагам у кој е крив, кој е управо. Можеме само да учиме од ирачаните, каде што нивниот лидер нели имаше најавено бомбардирање на електрани, на мостови. Нивниот лидер ги повика луѓето со жив штит да ги бранат. Јас денеска видов можда преку 200 слики, цели фамилии со деца, мажи, жени седат доле усред ноќ и си ги бранат мостовите, електраните. Да, ама знаеш како оние го сватиле тоа дека тоа е нивно парче земја. Ние 33 години уништуваме државата како да не е наша. Ние самија мачкаме со говно. Имаше муабетот, нас не ни треба непријател. Ние самите сме си ни пријатели меѓу себе. Значи ти рачуне 1 2 3, третиот е више кодош. Значи колку сме дека дај да се преброиме. Којто каде сме, така доаѓа муабетот. Немаме кодоши тука кај нас со екипа, ама да, муабетот на еден комита. Ти знаеш тројца кодоши. Кога двајца така луѓе правеле муабет, ти вика брат, слушај не бе вика, вика да ти кажам ти си полицаец. Вика од каде беа полицаец? Вика што збориш? Вика па читав у новина, секој втор е полицаец. Јас не сум, значи ти си. Значи, па добро, сега има логика, значи ја не сум ти си. Знаеш, колку и да се трудиш овдека, например, да направиш нешто, секојаш те обесхрабруваат, така да кажам. И тие што треба да ти дадат ветер у леѓа или кураж да почнеш да работиш нешто како што треба. Кураж не може да ми даде. Кураж не ќе, кураж. Кураж не така фала. Кураж имам и сама. Да. Така доаѓа на српском јазику, да. Разумам, јесте. Те знаеш. Аме не даваат подршка, многу е тешко, не знам, пари преке ти дадат да него да те поддржат. Ни пари не даваат, ама и тоа. Се што искочи најнова фора, собствениците на фирмите сами со фамилијата снимаат со двајца, значи тоа за да не ти дадат пари на тебе, на мене, на Никола евентуално, пошто сега да му дувнеме микрофон да. Така пупу да. Еве исклучени слушалци. Да, така се дуете до јутро ако сакате. Само кинолог. Да. За ова не сум слушнала, ама. Да, има, значи има и мислам затоа се губи квалитетот на све. Квалитетот е одамна изгубен. За многу работи. Сега се работи поише на квантитет, него на квалитет. Да. Реално е така, реалноста е така. Зашо барат работи квалитетно. Барат и да те има, абе не да те има пошто зашто. Така е. Значи, и ние можеме, и јас сум и одбивал и работи, не сум одбивал работи, со работки, затоа што не е фора, пошто има газди, еве, што се рекламираат, окей, за луѓе што го разбираат маркетингот, е окей. Ама има газди што му е битно да пуштиш било каква реклама. Он не бара совет, значи ти си направила 100 реклами, сега на тебе те кажам за песни, за музика, у твојот дел. И сега, он не го интересира дали тоа ќе помине лошо или добро, него е битно да он како што ќе биде. И сега ти му идеш и му викаш на крај, гледа брате, ова нема да ти помине, ќе има 1000 прегледи. Он вика, не бе, ти ќе снимаш како јас што ќе ти кажам и готово, крај. Снимаш, има
500, 200 прегледи и сега вика, ти кажам Никол дека не работиш добро или Боби или нели не работите добро, гледај 200 прегледи имаш. Ти викаш царе, па нели не, ти не ми кажа така и сега те молам. И тој утре такиот ќе каже, кој? Диди, нема добра музика. А што имаш музика слушано? Или од лидерски способности, знаеш што имал само? Воде Лора на свадба. И тоа дали да знаел да го направи. Имам лидерски способности, да. Што викаш и ретко со кој можеш ваков муабет да се направиш. Па јас сум многу фер и реален. Може би тоа не кошта нас некој спонзор или било што, ама крај на крај сакам да соработувам, а нема да се продавам. Знаеш како викаат, сличен се слично мрадо, е Да, така да. Кроз животот, знаеш како некогаш сум имала и погрешни луѓе и све, ама си одат сами од си одат Не сами сум од се скарал мојот јас со живот. никој, да. Па не, јас сум имала ситуации кај што сум се и расправала, ама више да ти кажам, немам енергија да трошам на будали. Значи, Енергетски вампир. онака само подалеку од мене, онака пикавец, онака ќе го джитнеш, гитла, значи скроз те разберам. Сега со музичево, значи продолжуваш и дале здраве Боже, дај Боже уште поуспешно да биде и поуспешно. Фала ти. Да си жив и здрав. Ти кажав уште и кога се случавме, поддршка моја и од Ордер Медија секогаш имаш. За било кое време, тоа значи секогаш ќе имаш моја поддршка и ми е мило што се враќаат се не стари ликови, него луѓето што знаат да направат нешто, повторно се враќаат на сцена, у сите облици, например, ти у музиката, ние у хуморот или било како, затоа што превише завладе некој мрак, дали па и у медиумите, и у некако не знаат да го ценат. Лошо се искомерцијализираа стварите, многу лошо ги искомерцијализираа стварите. Иначе се надевам дека е така. Се надевам дека може малце да се вратиме на тие некои, еве гледам и модава се враќа 2000-ти, мене ми е тој филмот да го вратам тој некој ретро вајб, пошто многу боле беше, и музиката беше, и све беше боле. И се надевам дека овие војниве и инфлации, немашти со пари, не зашто ќе застанат. Тие дека ќе застанат, нема да застанат сигурно, ќе не опелјушуваат, ќе не ебат уште многу време, него се надевам дека тоа ќе го освести народов да се вратат на тие малце некои поправилни вредности, знаеш, дека не е све, мислам и јас сакам пари, јас сум озбилен материјалист, ама јас сум материјалист од типот, јас сакам своји пари да си направам. Мене не ме интересира дали ти имаш пари, па ќе се дружам со тебе. Не. Додека пак сега во ова време денешно некако премногу се гледа све кроз призма на парите и мислам, значи, онака се надевам дека цело во ова срање што се дешава у светов, дека малце ќе ги освести луѓе. Ако не ги освести, стварно сме за кури и нема спас. Тоа е тоа. Се слагам со тебе 200%. Се извинувам, се чуе тука кај тебе. Слободно може да Добро, збориш. мајче, ако ме гледаш, значи извини. Извини, јас сум крив, пошто и мајка ми се срами од мене, редно и од неј за некој да се срами. Така, мајките нека ни се срамат, извинете. Сега, Мајче, извини. сте требале да размислите на време кога сте не раѓале. Не, мојава не размислувала, него баба ми што ме чувала, што размислува, што ме земала да ме чува. Моја не размислува, само нека искочи од мене. Па изгледа и за мене така било, дај нека искочи само. А само нека искочи, молим те, 9 месеци на глава ми се качи. Знаеш што, и мене ми е драго што тоа време стварно се враќа и е стварно коректно и окей. Абе, дали се враќа сега, чекај. Не се враќа, знаеш зашто? Зашто гледам дека младиве некако поише им се свиѓа тој период. Еве имаш наброи 10 песни од артисти или од било што ти останали у мозок, освен ако не е пука козметика, нашите браќа некои од секој тип на музика. Да, поздрав голем. Да, па еве поздрав сега, до браќата. Сега доста ваде музика. Да. И Пупе извади ПКМ, Така, исто извади добри песни. Вадат и младиве, гледам. Па тоа се труди, мене ми е окей, Еве ги и поддржувам. Јан Дади исто прави музика, да, мислам не би јас правела можда таква песна, ама го поддржувам, скроз е оригинален и има свој стил, примери, Така. тоа ми И се. па тоа е мојабетот. Не разбираш, тоа е скроз окей, има и од Куманово, Луце пример исто, ваше Така е, дете да, исто си прави така некој свој вид на музика. Има доста, има многу нови артисти. Знаеш што ми се Само што дали има уши за слушање? Да си ми живо и здрава, тука е мојабетот. Јас го кажам и сега ќе го кажам, па сите нека се налудат, една шака јада го зазема јавниот простор, јада, така да ги кажам, и не му се свиѓа на него Диди, Боби,
Ако се ние топ. Еве на пример ја ќе кажем од мојата бранша, од светот на хуморот и на забавата, не е битно шоумени како и да не кажат више, стендапџи или било што. Не сум јас најдобар. Тука се солзи и смеа, ги поддржувам, топ има и други луѓе. Да. Сега ние не Имаше добар виц ке ти го кажам после од ние не можеме да искочиме на национален медиум, зашто нема одговараме на овој уредник. Не сме политички обележени вака. Значи и сега зашто бе луѓе, дајте, гледај, мене целта и на Шанков дека да направам нешто поразлично. Ми предлагале и направи ова како што направија ваму, и направи ова, ама да, тоа ќе биде не е битно, не у лоша конотација. Да, ама кога ќе видат тоа ќе биде Амиџи шоу, нема да биде Боби Шлюкс, нема да биде, значи затоа Шанкот го правам, гледаш, како да сме си у кафиќи да си правиме муна, тоа е целта ми. Да, и така секој треба да си има некој, нели да не биде копии. Така. Исто, знаеш, сега не знам како е кај вас, пошто ние во музиката не се поддржуваме сите баш меѓусебно. И ние. Тоа. Дури има, ние сме и на прагот хумористичните стичарите, стендапџиите сме на прагот на безобразлук. Исто. На прагот на безобразлук. Само што ова нели иде позади затворени врати, не се кажува толку јавно, али исто. И пак сме лоши, после мова дека го кажуваме јавно. Да, бе, зашто ни се снекаперси меѓу себе трла траце, кидеме кај Бобио многу збори, кидеме кај Диди со Диди, не бе, она знаеш, вака онака има свој, да, ние сме, еве ја ќе кажам за мене, нека и наверливо див коњ, не може да ме скроти никој. Јас сум тако како што сум. Ја можам да земам прашања и што сега ќе ти поставам прашање. Кого сакаш повише? Боби или Жаре од Пука козметика? Жаре. Аха, добро. А сега Жаре од Пука козметика или Диди? Диди. Аха, добро. И што правиме сега тука? Копија бледа си на некој. Така. Не си ти твојата. Значи Така. ти си бледа копија. Ја на Шанко тоа не беше идеја. Значи буквално збориме отворено и со тебе го правев муавет да ти дојдам на подкаст како што ќе се осеќам најдобро. Да бе, лабаво. А не да морам да дам 2 плати мои за да ти дојдам кај тебе на подкаст. Нормално, па не. Нема сите спонзори со дела, со ова, со оно, не бе сакам вака да си дојдам. Нормално, бе, види, знаеш како јас И оваа кошулка ми од шутка. Да, И поздрав до многу ти е моите од добра, шутка. дури ја бе ја носела Да. добра. Јас знаеш како викав, еве сега ќе ви откриам нешта. Викав дека до 26 години, ако не се омажам или ако не направам кариера тука на Балканов, дека ќе идам на Куба, дека ќе носам вакви хавајки, дека ќе омилено возам место. такси и дека Да. ќе пушам цигарила си. Сега ги ти кажам, мене најомилено на место на свет што сакам Ама да ќе отидам ме некош е украдат Куба. таму. Ќе ме украдат, имам другари кубанци. Very big поздрав for my Cuban friends in Belgrade. Yeah. Поздрав и од нас. Поздрав и од нас. Значи, они, јас кој ми ја кажав причава, ми викаат, Бланка, мала, are you normal? Као, дали си нормална ти? Вика, ваква бела, плави очите, това же, вика, тебе, вика, со ташничево, вика, вака ти ни скуба, вика, ќе те украдат, вика, за 24 сата, вика, ти нема да Убаво преживееш таму. македонско девојче како што. Бога ми. Идеме обавезно, еве, здраве Боже, нека тргне све како што треба, како што оди у добар правец. Мора да отидеме на крај у Куба на 5 дена, на 5 и да направиме крај нешто е у Куба. 5 дена. Ќе направиме заедно, ќе најдеме спонзори, што тега не од джеб да давам од Ќе се јават некои травелисти, Ајде, вие агенции, ајде, јавете се 2 карти за Боби Значи, Дора сакам и екипата. Куба Либре, Едно, на две, Куба три, да пијам. За 7 души, 5 дена у Куба. Како 7? Па и камерманите или ја и ти А, сам, моиве пичиња убави, И па а и нив- пријателчињава, како ја без Сега у моите Кумано пичиња не вие идам. пишењи и куротреси не уједри. Си имам јас тука, морам да си ги земам моите... Екипа. Слушај, па ја и така полагам за автобус. Комбе за 22 души, како ти допе Куба чекане. Реално, Као го... беше, она буата ше коме Калифорнија хира е. Диште, значи следна дестинација Куба. Куба. Добро. Најомилена дестинација ми тој. Ушивот. Би сакала и во воѓа Јапан пута. да идам, искрено да ти кажам. Не, таму да ти кажам право, немам некоја волја, желја, али Куба ми е. Јапан, јапанско село, обожавам да видам јапански села, многу Со ги тие сакам навалики, јапанците. како Да, кинезите. многу такви работи обожавам. Сакам и у Единбург да идам. Сега моабетот ништо. Да. Еве, стигна. Ау. Вафли. Еве сега. Што е ова? Повели од нашите Убаво мириса. значи да ги спомнеме нашите поддржувачи, вафли, пенкейк, палачинки, Вафли. со најубави гимназија. Улица втор Перо улаз. Чичо. Да, гимназија, втор улаз, етно село Тимчевски, каде што можете увод Ајде да да се наедете, пробаме. да си одморите.
Елида маркети, значи блискост, доверба и сигурност, све што сакате за ваш дома да си земете. Дали за празник, дали на кој да си земете. Арликино, значи Арликино имате пице, тостови и се што ви посака душичка и нормално за да си го средите санитар јубо и да си одморите. Бања Лукс. Поздрав до наши поддржувачи. Од Елида си имам купено фен. И уште трае. Трае него. Постам, мај дарлинг, иначе Многу. обавезно. Многу убаво. Извинјавamo се за други што нема палачинки, него сакамо да ни Сега избега ќе им спонзори. Как им дајме да пробаат. Да сак помалце. Мекичко е убаво. Да, убаво. Значи, И ја имам нешто да ти дам. ајде, благодарам. Што е тоа? Energy drink. Ти си секако многу хиперактивен и имаш многу енергија. Фала, поздрав до спонзорите на Така е. Диди. До на Диди спонзорите и имаш сега, знам дека не пушиш, не си пушач ни у Ни у приватни, ни у една дисциплина. Ама си ставивме нешто друго, еве тука си имаш, си работиш ти. Мајче. Еј. Сега чекај, кој е бројче ти го ставивме ние? Што се секираш? Слушај, пишува М како милицаец. Да. Супер. Абе, барем рамповка ќе ја направиш. Што ти е? Како прстуче до тука. Топ. Беби Долче, како се вика тие што ги носите жените? Да, овде Беби Долче. Да, Беби Долче. Си. Еј. Ова за 5. Еве, за Никола. Тука. Даре, ти си И домаќин. така. Еј, да. За нашега Дарета домаќин човек, изволте, Даре. Даре домакин е? Да. А Даре женет ли е Даре, бе? Женете. Ништо Женет, Даре, ништо, ништо. да. Иначе ќе го женевме за Скопје, чиме домакин, кај нас имаме дефицит на домакини. Е, Не за сега. мене, пошто ја не се мажам годинава и Да. следнава, значи планирам Куба да идам да возам такси. Прво Куба, па после. Најдевме другарка некоја. Има. Значи такси планирам да возам. Ваучер од етно село Тимчевски, едно ноќевање за двајца со појадок, со доручек. Марија, ќе идеме? Не, Пошо? пошто е ноќевање, Да, пошто е... да е денување, ќе отидеме сите за... Па нема везе, ние преку Што ти ден ја ќе фатиме. каква среќа имам со конобарот, ќе се паднам. Само да е добар. Добар, топ. Ела, Никола, дај да си пробаш малце да мцнеш ти да видиш што е добра палачинка. Да. Што вика у Куманово, татка стесло да си утепаш колку е добра. Добре, и тоа многу е добро. Топ се, увек се топ. Бе, некој виц да ми кажеше. Ти ме викна... Дека ова е прв гостин кој на Болгин му дојде со подарок. Да. Ти си прва гостинка што ми дојде со подарок. Дете на Дете стара од мајка, бе, домаќинску куќу, тоа е така се вика Куманово. Ова група исто се грижат за секаде кај што ќе отидеме да не се избламираме, Браво, да не идеме браво. со празни раце. Ти исто спомна дека немаш енергетски пијалок во емисијата. Може и Соработка Соработка понатака, понатака, секако во секој случај. Па место вода без етикета да даваме енергетски Кила, пијалок. Angels. И да, гледај, ви не може, јас по обичај си носам дома. Ама од камермани не можеш ништо да однесу дома. Ама чекај, ама мора бе и они да работив добро. За да биде како се треба. Да, биде како се треба, да, мораш. да. Ама виц не ми кажа ни еден. Чека да отвори, виж дека сум и тама Абе, ме викна на подкаст Вицу Шпиц, ме пати тука на озбилни политика. Све, да, ја ќе ти кажам. Еве за Николу. Па што и ми можеме да искаме шо? Слушај сега, вика, Еве ти за тебе. седи бабава, Еве ти дали Фала за многу. тебе. Еве и за мене. седи бабава у дворче и Зетов сега смъкнат со шупакот му се гледа више на процепот на гъзот. Тој ради стомакот мој. Косе и бабава му вика: "Зетко, ела седни, цел ден работаш, море." Топ. Добро е, топ, на здравје. Топ. Нема Дечки, шеќери и добро е. Супер е. И да има добро. И да има добро, На ама здравје нема нека супер ви е, е. на Фала здравје здравје да нека имаш. ви е. Фала еше пут. Вика, чекај бе бабо да дозавршам работа. Абе седни бе зете, многу ќе пропадниш, ќе ослабиш, што ќе ти правиме после, нема да си личен толку. Добро бе бабо, сам уште овој дел да го завршам. И седи бабава се туфка, ау, вика леле, ова Зетов, каков е како локумче, ау, вика како би го уда ме натегни. И вика Зете, ела да те прашам нешто, вика многу е итно, брзо дојди. И доаѓа Зетов и вика, кажи бе, вика бабо, кажи, абе Зете да те прашам нешто. Кажи бе бабо,
Абе вика да беше турско робство. Добро бе бабо. И да дојдоа турците на врата и да ти речеа: Митре, или ќе ја натегниш баба ти, или ќе те утепаме. Што ќе направиш бе Митре? Епа бабо, што да правам, ќе те натегнам. Еми што чекаш бе Митре, турците ли да дојдат? Ти знаеш, баба му вика на зетот, вика: Зете, и он вика: кажи бабо, вика: дојди да јадеш. Вика: абе бабо, ќути, не сум за ништо. Бе знам дека не си за ништо, Ама него дојди да јадеш. Знаеш? Не сум нешто многу добра. Не, супер си. Имам некои вицови, ама многу се Знаеш црни нешто зашо? запред. Ќе може ќе ти кажам после еден многу ја, затоа ќе не линчуваат, многу е црно. Знам, а ти... А чекај, ова ќе го сечеш? Не сечам ништо. Ау, Ништо не тогаш сечам. нема да била. го кажам, нема да го кажам, А не. ти го знаеш вицот кога... Не смеам ќе ме, знаеш што ќе биде? Многу ќе биде лошо. Шо, како мислиш такој? Кажи, ајде ти. И слушай га моменти. Ајде. Човек иде, вика му на девојче: ало, вика: слушај, ќе дојду вечер да те зему, вика, поквари ми се авто, а он работае у погребална опрема. Вика: поквари ми се авто, вика, и ќе дојду с авто, вика, те зему, вика, службено. Дали си ти нормално ме с погребално авто да дојдеш куде мене? Лудачо, луѓе умирав да се возиш с мене. Од куде ги вадиш? Тресе. У Германија. Искача араб и тресе. Кажи брат? Изволте. Енергијатски. Да, повелете. И тресе оној килим, тресе и искача до шваба и го гледа. Што е Аладин не пали, а? Имам и ја едно друго, вика седат пилето и магарето. И сега магаре во мота джоинт Аха. и му дава на пилето, вика: пиле, ајде да дуваме. И дуваат и магарево му вика: пиле, осекаш бе нешто? Нито бе магаре, нито. Мота магарево уште еден джоинт, труба толка, вика: ај сега, вика, ако не му еба мајка, тоа ќе го надувам, вика. Му дава на пилево, пуши, вика магарево: брат, вика, пиле, осекаш ли бе нешто, бе, пичка ли му материна? И пилево вика: нито бе магаре, нито. Мота магарево уште еден, сега поголем прави, вика: е сега ја крштом, вика, пилево, вика, ако не се надува, ја не знам што е работа. Мота му дава на пилево, пуши, магарево вика: да, се надува ли, осекаш ли нешто бе магаре? И пилево му вика: нито бе магаре, ни крилта, ни клунте, нито. Знаеш кога лавот забранил да се пуши трева у шумата. И иде, вика, че да имам контрола што се прави, како се прави дека, и оди едно време гледа вода, нешто прави. Што е ова, бе? Па, чека, па. Свети, јебам раката, как? Тука, зајакот за уши, со джоинт. И вика лавот: абе, зајко, што кажеме за пушење трева у шумата? Тој за нас рибе на ваши. Иначе не е пушија с нас. Не, да кажу, што знаеш што има коментари. Дајте од тој ви што зимате. Што зимаме, брат? Што зимаме, боби, дајте. 200 грама шунку и посанка 200 шкавал. грама хумор. Уелиду, да, уелиду. Тоа е брат да зимаш, што друго да зима, брат? Нема више, нема ништо. Не, толку да. Тој знаеш кога женски нозе се скарали левата да и кажела на десната, меѓу нас е свршено. Диди, кажи ми ги твои планови за дали ако можеш да откриеш или нешто. Ајде ќе ти откриам нешто, вака. Што никој не знае до сега. Мисло не до толку. Претеруваш. Не претеруј, да. Не. Мои планови. Да. Вака. Значи, идеме сега многу официјално. Така. Значи, Добар ден, драги гледачи. почитувани гледачи, во следниот период од Диана Оуџи ќе гледате многу нова музика, завршување на албумот, уште 3 нови песни. Ќе гледате многу рилови, наскоро следи една моја емисија каде што прекрасниот Бобан ќе биде наш гостин. Тој што ќе биде гостин, оке, далеко од прекрасен.
али официјален дел да. Друго, ете тоа планирам. Планирам да ме има. Како си со спонзор, ај се, тоа е болно прашање прегетска за првом Добра ветика сум. се. Добро. Ми има паднато секирчето, неумет, у цела кошница, скај пчелине што... Дури бомбарите носат по две канти. Да. Добро е, искрено ти кажам, нова група ме најдоа, ето кога искочив од притвор да не речам. Да. Ми подадоа рака кога... Од едно животно искуство се вика Да, поново. од колеж, од А, колеж. од кога колеж, искочив, да. кога завршив, кога магистрирав. Да. Тоа е више докторат. За на наши години докторат, да. Ми дадоа Ветаро Грб подршка, они ми го спонзорираат албумот. Други спонзори немам се уште. Меѓутоа, знаеш како не се покажал никој од новите, имаме многу понуди, меѓутоа никој не се покажал како човек од доверба. Јас сепак бирам со кој работам и Така. сакам да бидат пред све луѓе, а не да бидат гниди. Да не гледат како машини и дека Така ако е. он е спонзор кај тебе, дека ти си му денеска на закачал. Така е. Значи и сега, како да ти кажам, он те купил тебе. Не ве друже. Само кај нас Соработуваме. Да. Он инвестира во мене, инвестиција. Ете така, Од да која се живе. инвестиција се надеваме, нели, на сите ќе Де, ни сите се треба да врати. имаме некој Така е, бенефит. сите треба да бидеме среќни. Да, и јас сум за тоа, меѓутоа, нели треба од некаде да почнеме. Да, А, дефинитивно. Уште, значи, секоја час за исклучоци, уште луѓе веќе следат мрежи социјални нагоре надоле и сега полека сваќаат дека вложувањето во реклама или во луѓе што може да ти изрекламираат е позитивна работа кај нив. Нормално. Значи се случува на пример со луѓе што сме соработувале, на приватно ми праќаат пораки кај можеме да видиме еден дел од причата спонзорите не ја гледаат. Да. Значи тука е еден мал проблем, затоа што ти кога ќе се обидеш да му кажеш, он целиот успех дел, пак ќе кажам секој чест исклучоци што препознаваат и си го работат маркетингот како што треба. Ама дел колку ти да си направил за него, он пак го негира тоа и вика, па добро бе, тоа дека јас. Како ти? Како си стигнал од 10.000 прегледи до 1.000.000 прегледи, тоа дека ти. Сваќам, да, знам кај иде више муабетов и те Да. разбирам, тоа се дешава со македонциве. Ја искрено ти кажувам, среќа имав. Значи, ја имав среќа. Среќа и препознаваат луѓето. Значи има луѓе, затоа викам, има луѓе што добро работат, следат. Да. Значи следат социјални мрежи, следат тебе како Абе, види. кариера или било што. Знаеш како, сега ја цело време викам, телевизијава, да, телевизија, нели кога ќе се појавиш на телевизија, се појавуваш на изумира телевизија. више тоа, изумира. Ама телевизијава е место каде што се пласираме за повозрастнава публика. Така. Сега, пример, јас на младиве... Не, извини, грешка си. Значи, јас еве се случува и внучи и баба да ме гледаат. Значи, каде да отидеме да снимаме, ќе Не. застануваат. Значи, далеку. Тоа плюс дека, нели? Така. Ама, зборам за телевизијава, реално, кој бе од младиве седнал телевизија да пушти? Никој. Ја не знам кога последен пат сум Тоа сакам сменил да ти програм. кажам, нас медиумите најчесто не пуштаат толку премногу да одиме кај нив заради тоа што не гледаат на некој начин како конкуренција. Ти во Тешко. моментов си Да. конкуренција, ме разбираш? Да. Заради тоа што тебе поише ќе те гледаат и повозрасна публика, Така е, ама така. ќе те гледаат и деца, ме разбираш? Така. Значи ти автоматски више влечеш. Така им ги гледам, ја мислам дека се гледа нормално ерата на телевизијата никош нема да умре. Постоело како и печатена новина што постои и ќе постои. Нормално. Меѓутоа, интернетот ти дава можност да гледаш ти што сакаш. Нешто можам да ти наметам. Не заебавај алгоритамон кога ќе ме фати у некој бубањ, кога ќе почнат да ми се вртат глупости, сега почнаа да ми се вртат приказни на TikTok, дете прават банана и јагода, и искача дете во ананас. Мислам, ама тоа сега- ми се врти на Не, TikTok. муабетот ми ако сакаш Не, ама ако сакаш да ќе гледаш тоа што ти ќе си напишеш и ќе пребаруваш. Тоа да. А овдека тука го искористуваа националните медиуми или било што, сега посебно никад више нема да не викне на национални медиуми, да знаеш, па и многу ме гајле ако ме викне ако не здраве. Затоа што имам многу горко искуство со два национални медиуми. Многу. Луѓе што работат таму сакаат да ме викнат у емисија. Абе не го. А ти имаш 5 пати поголема гледаност од 3 национални медиуми заедно. Они го користат тоа и сега у целата програма спонзорите
ги пукаат. Тука е муабето, затоа што он му дава дека има гледаност телевизијата 8,4%, Да, пример. јасно, нормално. И сега ти викаш 8,4%, а ти да извадиш твојата статистика или јас. Па еве, ја моментално имам милион прегледи за последниве недела дена на Инстаграм. Ја имам у Ама- континуитет 10,5 милиони прегледи. Ме разбираш? За Еве, 28 ама пример, дена. ние тоа не го ставаме на Инстаграм, Не, деме ке видете ме, ја имам многу ова, она. Така е. Не, ако се јави некој за соработка, се јави, ако не се јави, не се И јави. мислам нели дека си треба да тераме. имаме соработки сите меѓу нас. Нормално. Затоа што многу е безобразлукот од некои си личности, пошто мене ми се случи двајца гости да ги повикам, ми закажа и ми откаже у еден преку ноќ, дека нема да дојдат. Тоа е многу више без И веза. кажува дека треба да се паузира, ќе се пронајде човекот, ја го поздравам, му посакувам најголема среќа на свет. И ми се јава, го гледам на друг подкаст и викам, брате, зашо вака, нели? Има некој бонтон, однесување некој у Така, медиуми, у нормално. јавноста. Пример си, мене ми кажуваш кога ќе завршам, ќе ти се јавам и те гледам, го гледам кај тебе на подкаст. Без веза. Нели? И тоа е малце непочит покажува спрема тебе. Со таква непочит не можеш далеко да стигнеш. Царе, еднаш, два пати, три пати. Тачно, на едно место, на друго место, на трето место, на четврто место и више зборот не ти тежи. Го поддржам, мислам, окей, Миро ми беше гост. Така. И ја бев кај него. Така, и Миро, легенда човек, поздрав до Миро. Муабетот е што Миро кажа, ика, зошто ја на сите подкасти идам. Значи, тие, ако си толку години на сцена, у јавност, со не скоро 20 години јаче, значи јас сум спремен да одговорам на секое прашање. Мене не имам никаков проблем. Ама гледаш, не го поставуваат разбира. глупави прашања некад. Абе да, некад и реално е така. И мене се едното исто. Да. Се едното исто. Дај да нели разбравте више, нели све ви кажав, дајте прашајте ме нешто друго и мене други работи ми се дешаваат. Да. Тука е Други муабетот. работи ми се дешаваат, знаеш. Еден наш гост исто кажа, ја правам кариера 10 години, и ти немаш што друго, кили. Кили ти Да, текна на Бог да го фамозната прости. изјава, Бог да го прости, на фамозната изјава. Често ти добиеш 50 прашања, И ти ме ти прашаш на најлошата. што си. На што си? Па нели? Значи ти нема да Кили оставил каква таква филмска кариера огромна, Абе, знаеш- како шоумен и текстописец и све. И сега нема што да го праша дали Кили испушил На џоинт. што си? Е Ама добро да глеј, е, суми. ама глеј, и знаеш еве, што е? моментално сум на столче. Што продолжуваме понатака? Ама знаеш Нели? што е, да, ама знаеш што е муабетот? Што истите тие такви, што ќе речат те и на што е Кили, шмркаат у интермецо у ВЦ линии, Така секој да. викенд и се прават на телевизија. Да, Не, он наоѓа за Ме разбираш? нас, за нас у наводници своите луѓе блесавите, он наоѓа да те коментира тебе и да те прозива у Да. наводници. Не, знаете тоа што прошиот пат на еден подкаст што го кажа, тоа беше толку дрско и безобразно, а се тресе како топломер, вака се тресе. Значи сега што зборите, значи ја тоа само сакам да кажам, коректноста треба да се врати на некој ниво и сите сме си своји луѓе на свој начин. Повелете? Дечке, значи Да. по 500 евра сите за реметење на ми. Да, на јавниот ретнир. По 500 евра, значи имаме службено лице овде. После ќе ги изречеме казните како После што сега, треба. кога значи на кај Скопје идат, знаеш. Так, тука на Петар Сатар. Немој, бе. И мислам дека таквите они сами ќе се исфрлат. Па да, се инфилтрируваат, се изфрлаат сами. Дуети соработки некои? За воиднина? сега, за воиднина многу, а за сега албумов сакам да го истерам. Добро. Иначе сакам да правам песни и шо и со македонски артисти, и со српски артисти, и со артисти од Бугарија. Така. Имаме една девојка со која што ќе работам исто од Босна е девојчата. Сакам да се ширам малце на Балканов. Тоа успева да знаеш и не знам со кој беше кај мене правевме муабет, за жал сите ние можам да кажем ќе успееме само ако искочиме надвор од државата. Тоа сум го кажал 100 пати, еве да го спомнеме покојниот Тоше го плюка, имаше еден настап у Куманово каде што со јајца го мава. И кога му се случи тоа несреќата што се случи, за жал Македонија изгуби голем човек. Така е голем талент. Голем талент, он успеа откако отиде у Србија. И многу наши глумци, пејачи успеа откако заминаа таму. Сега ние што сме малце у наводници, еве, у позитивна смисла идиоти што сакаме нешто да направиме у нашата држава, нас не оспоруваат.
Знаеш што? Ке земаат у телевизија драпачи, тие таквите, знаеш, знаеш, добро. Не можам така, ќе си правам подкаст, колку имам толку, заедно Да. ќе се смееме, ама не можам да бидам ничива марионета. Знаеш како? Тоа е за жал така и во следната песна што ќе ја извадам, баш истото го кажувам, зошто повеќе ме ценат од кога ќе заминам. Да. Тоа е секогаш така, Така. за жал и после све ова што ми се деси овој факултет, сватив дека луѓето кои што те значат и кои што ги сакаш и времето и све, во моментот додека се тука треба да ги сакаш, да ги поштуваш, да им помогнеш, а не да ги занемаруваш и после од кога ќе ги нема, не дај Боже, ако е смртен случај или нешто, од после да жалиш и да кукаш. Тогаш сме наводници најпаметни. Најпаметни сме тогаш, да. и- Абе, види, у суштина и секој за секого. Знаеш, сега, пример, ја ти да имаш проблеми, ја да ти дам совет, за тебе најпаметна ќе сум, ама јас за себе тоа, знаеш како иде сега? Гле, ја многу животот работи сум одбил зашто сум мислел дека сум. Не сум мислел дека сум најпаметен, ама не сум ги марал работите и после многу дешавки у мојот живот лоши. Дојдов до муабет дека моментот што ми се случува треба да го земам како школа и дека јас кога зборувам со тебе, јас не ти викам за да мораш да ме послушаш, но ќе ти кажам, Диди, ова што го правиме муабет, не ме слушај. Ама у момент кога ќе треба да одлучаш, имај го во пред да кажеш, и оне будалиот кажа нешто така. Нормално, значи, да за се позитивно зима во смисло. обзир, да се зима во обзир и совет, као совет. Диди, благодарам што беше мој гост. Благодарам и ти што ме повика. Се надевам дека пак ќе се дружиме поскоро. Ти секако У Скопје сум, у таму ќе Скопје се си, видиме, да, ќе се секако дружиме, ќе се видиме да. таму. Многу ти е пријатно овде. Фала стварно на гостопримството. Значи стварно да знаете дека Боби е еден голем домаќин, иако не беше тука, не угости, као да беше до нас, дур да стигне, дур да се најдеме. Фала ти стварно. Ретко кој знае да е таков дом. Фала ти на тебе. А вие, драги гледачи, гледајте не пак и Никола дојде без живти све, ајде. Па ти, ајде. Значи, одјеве многу страшно ми иде. Значи, ичне ми иде одјев. Чекај, А вие пишете во коментар кој сакате да биде следен наш гостин и ставете лайк и сабскрайб. обавезно, подморално. Значи, лайк, субскрайб и на стори да наставите со линк. Со линк. Фала, Дидичи, што еднаш. Фала ти.